Emisija za humor. I satira. Dragi slušatelji, po povod praznik od pročka, site naši mudri lideri mugi prostuvat greškite na makedonski od narod, so verba deka voidnina će se popravi, no dokolku ne se popravi, mu poračuva deka će bidat prinudeni da raspišat predvremeni izbori i na demokratski način da si izberat drug narod. Zato, narode, umod v glava i nemoj da praviš aferi, skandali, dalaveri, aramilaci, kodošlaci i razni drugi gluposti. Sedi madro da ne nosiš modro. Trpenijeto na našite lideri već je pri kraj. I zato nemoj da gi teraš da donesat nekoje radikalno rešenije, zašto posle nikoj drug nema da glasa za vakov neprokopsan narod. A ako se popraviš, narode moj makedonski, te čeka EU, te čeka NATO, te čeka visok standard, te čeka tvoja ta odamna zaslužena svetla idnina. Te čeka rajski život ova naša edinstvena i nepovtorljiva Švajcarija na Balkanot. Vo ime to na ta naša garantirana perspektiva, dozvolite mi od sve srce da viknam da žive pročka, sveti od praznik na narodnata amnestija. Zdravo živo, baba Davke. O, zdravje da imaš, sinko. A koji biše ti? Le, si me zaboravila, a? Ne bre, nekakvo zaboravanje. Pa vo što je togaš problemot? Pa problemot je vo to što vo momentot ja ne možem da se setam. Zašto, baba Davke? Zato što ne znam kaj mi je glavata. Što? Babo Davke, živ đavo si. Znaš koji sam jaz? Ne bre, koji si ti bre, sinko? Ja sam Malio Tošo, što mu peše prispivni pesni. Lele, koga porasna bre Tošo? Pa pred 5-60 godini. O Bože, Tošo, i što si sega? Sega sam penzioniran profesor Tošo. A zašto? Zašto ti ne znaš kaj ti je glavata? Pa poradi, on je. Poradi koji? On je gore. Koji gore, mori, babo Davke? Zvezdine? Ne bre, psinko, poradi političarite. Poradi političarine? Zašto, mori, babo Davke? Pa zato što mi go zbrlavije životom, bre, sinko. Što zboriš? Živi tebe od njih
веќе не можам да отворам ни радио, ни телевизија, а во последно време не смеам да отворам дури ни фрижидер. Бабо Давке море так си раклио. Зошто? Па мене коски ми се тресат да не ми се појават и од фрижидерот. Што? Ич не е смешно, синко. Како не, море, бабо Давке, како не. Гледај, солзи ми потекоа од смење. Аман бре, синко, ти не се плашиш? Од што? Да не ми излезе некој од фрижидерот? Абе, не играј си со мен. Јас не можам очи да затворам поради тие народни плашила. Сега претера народни плашила. Велиш? Мижи ми тебе, политичарите не постојат да го плашат народот. А вистина? А зашто постојат, бре, синко? Па се знае. Постојат за да му го олеснат животот на народот. Да, постојат да ги решаваат сите проблеми во државата. Леле, не сум знаел. Постојат да ги смируваат и да ги санираат сите конфликтни состојби меѓу разните социјални, културни, особено етнички заедници. Извини, да те прашам. Да? Ти вака им кажуваше на твоите ученици? Ми се разбира. О, леле, сироти. Сироти? Зошто? Како зошто, бе, професоре? Па политичарите кај нас постојат само поради една единствена причина. Вистина? Поради која? Да не може никој со никого да се разбере. Луѓе, има ли доктор овде во ресторанов, луѓе? Зошто? Што се случило, а? Умирам. Полека. Смири се, господине, смири се. Како да се смирам кога умирам? Извинете. Мислев, дали знаете што му е? Не бе, господине, се спуштивме со скиите надолу и тој одеднаш се струполи пред мене и почна да се дави. Умирам. Да не е случајно епилептичар? Не сум ни случајно. Срце? БО. Шеќер? 3,4. 3,4? Гром. Абе, каков гром бе, падна пред мене како гром од ветро небо. Умирам. Не сакам погрешно да ме разберете, но ми се чини дека вие двајцата малку повеќе сте пивнале. Така е или не е така? Умирам. Да. 100% сте прекардашиле, 100%. Кажи му, бе, Миту. Слушај ваму, господине, јас и мојов другар во зиме пиеме само расолница. Слушна? Да, слушнав. Само расолница. Па тогаш што чекаш, бе, што оди викај доктор, зашто ми отиде и ја не ми отиде јабана. Нема потреба. Како бе нема потреба? Сакав да кажам, јас сум доктор. Вистина? Па што не кажеш така, бе, докторе? Ајде брзо, викај брза помош. Брза помош? А да. Зошто? Извини, а како умираш? И од кај знам, бе, докторе, прв пат ми
А да не зел некаков лек пред да тргне за шапка? Абе, каков лек, бе, докторе? От како го знам јас, алергичен е на лекови. Така е, леле. Умирам. Простете, а каде живеете? Ние, во центарот. Во кој центар? Па се знае, во центарот на Тетово. Во центарот на Тетово? Да. Па не плашете се. Леле. Абе, како да не се плашиме, бе, докторе? Како да не се плаше? Го слушате, умира! Не, бе, господине, ништо не му е. Абе, како ништо не му е? Така, ова му е природна реакција. Природна реакција? Да, во Тетово тој навикнал да дише чист јаглен двуоксид, а овде, на шапка, добил труење од чист кислород. Леле! Ене го, луѓе! Онаму! Ле, брзо трчајте, ке ни избега гадот! Море, овој пат ќе го бркам до пеколот и назад. Стој! Стој, бе, мамичето твое, арабиско! Последен пат те предупредувам! Стој! Стој, бе! Стој или живи се, дай било ке те пукам! Сто. Море, неќе да се 100. Мене ми се чини дека се најмалку 200. Или 200 по 200. Колку се ме дуле, а? Ништо не ви кажувам. Ништо не ни кажуваш. Значи, другари, како што се договоривме. Јас почнувам со сечењето. А од каде да почнам? Одгоре или оддолу, а? Оддолу, бе, да го ја секнеме машкоста. Немојте, се ќе кажам, се. Ке кажеш, нели? Да, еве, ако сакате, ќе ви се заколнам. Ај, заколни се. Честа што ја имам. Што рече? Живи господа. Сега ќе си го видиш, господа. Живи лидерот. Сега ти верувам. Ајде, кажувај, колку денари доби за твојот предавнички подпис, бе, а? Ни денар. Што? Сега остана ти без билбилче, а? Не, немојте. Живи најмило. Ке признаеш? Да, се ќе ви признам. Добро, бе, добро. Ајде, случаме. Колку денари им зеде за подписот? Ни денар. Абе, луѓе, бе! Ој си игра мајта со нас, бе! Да, бе, мајката. Дај го ваму скопелот. Држи, бе, мами. Секогаш со душа ја чекам прочка, на некои типови да им ставам точка. На тие што сторија само грав да варам, што ме натера дома да се карам. Тие што ме фрлија по улици да скитам, тие што дозволија на старост да питам, тие што ме учеа се живо да мразам, тие што ме сска родот да го газам, тие што цица од дебело виме, тие што се трудеа да ни сотрат име, тие што не водеа кон иднина светла, што чистеа пред себе со партиска метла, тие што направија цел народ да пости, ни Господ на прочка не прости.
Боже, не можам ова никако да го разберам, па јана мајка. Кое? Ова бе, ова. Шо? Кое е тоа, бе? Кое? Ова што се случува на Балканов? Извини, а што се случува на Балканов, бе, Гиче? Што се случува? Трагедија се случува, Столе. Бе, каква трагедија? Па се знае каква, балканска. Нормално. Замисли, место Хрвативе да расчистат со својот најнов неофашизам, секој ден во своите медиуми ги обвинуваат србите за воени злосторства и за геноцид. Нормално. Србите пак, место да расчистат со се поголемиот замав на српската мафија, почнаа за мафијашки работи да ја обвинуваат Црна Гора. Нормално. Црногорците пак, место да расчистат со својата меѓународна тутунска мафија, почнаа да обвинуваат руската мафија дека сакала да изврши државен удар во Црна Гора. Нормално. А бугарите пак, место да расчиста со својот национализам и македонците во Бугарија да ги признаат како македонци, тие, македонците во Албанија, почнаа да ги побугарчуваат. Нормално. Албанскиот премиер Еди Рама, место да расчисти со сиромаштијата и со наркодилерите во својата земја, почна на нашите албанци да им кажува како да си ги средат работите во Македонија. Нормално. А Грција, место пред целиот свет да признае дека тоа што им го кажувал нивниот најголем говорник Демостен е жива вистина и дека Александар Македонски никогаш не бил грк, туку македонец и само македонец, сега нивниот сенилен председател Пувлопулос ја обвинува Македонија дека на Грција и го краде името. Нормално. А што да кажам за Македонија, бе, брат? Леле, те молам за Македонија, не кажувај ништо. Зошто? Затоа што од се што во последно време слушам за Македонија, ми се крева косава на глава. И мене исто. Ама место македонците да расчистат со својата неспособност да направат држава, сега го обвинуваат цел свет. Нормално. Што нормално, бе, ненормален? Нормално е сите балкански држави место во своите да чистат туѓи дворови. Зошто? Затоа што во нивните дворови има многу ѓубре. Македонци, не приближувајте му се премногу на тројанскиот конј. Ќе ве намагарчи. Нема подалечени народи на светов од балканските соседи. Македонците не треба да бараат влез во ЕУ, туку излез од Балканот. Македонија е бисер балкански. Затоа не чудете се што многумина сакаат да си се закитат со него.
според ставовите што ги заземаат балканските лидери, 100% ќе гледаме порно. Народе! Ама слушай, ваму да ти кажам, народе! Ама немојте така, бре, луѓе! Море, марш од овде да не те гледам пред очи. Море, неблагодарни луѓе, бре! На што, бре, благодарни? Како на што, мори господјо? Па ви го исполнивме ли ветувањето што ви го дадовме на изборите или не ви го исполнивме? А? Кое ветување, бе, господине? Па тоа, кога ние ќе дојдеме на власт, ќе ви го направиме животот многу, многу поевтин. А, тоа! Ни го исполнивте и тоа 100%. Сега нашиот живот не вреди ни 5 пари. Нека стане обвинетиот. Јас сум Славен Суде. Дали знаете што ве доведе овде? Знам. Што? Ме донесува двајца дибеци и тоа со лисици на рацеве. Паре, ако те подберам со ова стапчево за воспитување, ќе видиш ти кои се дибеци. Протестирам. Јас како адвокат не дозволувам да му се закануваат на мојот клиент. Добро, ќе го земеме тоа предвид. Да? А зашто ве доведоа? За ништо. Како бе за ништо, ајван еден те фатив на дело. На дело. На какво дело го фативте, господине Го полицаец? фативме на дело кај што продава. Да, а што продаваше? Граф? Не, Цигари? не, Петарди? не. Продаваше дрога. Дрога? Да, Каква дрога? дрога. Што наркоманите на Галено ја викаат Мари Мари? или Ана. Да? А како ја викате вие? Ние ја викаме марихуана. Го молам судот ова да влезе во записник. Зошто? Поради фактите со кои ќе докажам дека мојот клиент не е виновен. Добро, нека влезе во записник. Благодарам. Значи, вие, господине полицаец, Да? го фативте мојот клиент како продава марихуана, така? И тоа на дело. Поточно на недело. Да. Да. Според вашиот записник сте му ја заплениле сета марихуана, а? Да. Точно? Да, точно. А колку марихуана му запленивте? 3 кила и 300 грама. 3 кила и 300 грама. И не ви е срам? Нам да ни биде срам. Ама што зборувате вие, господјо адвокатке? Ја зборувам вистината, судио. Ако не сте знаеле, марихуаната е прогласена за лек. И тоа за лек на најтешките болести. Да, тоа е точно. Па ако е точно, тогаш на оваа обвинителна клупа треба да седат полицајците што го апсиле, а не мојот благороден клиент кој излегол на улица да им помага на кутрите болни и несрекни луѓе во нашиот град. И што сакате сега да направиме? Па сакам веднаш да го ослободите мојот клиент, за да можам јас, поради неговата несебичност и благородност, да го предложам на Нобеловиот комитет, да му додели Нобелова награда за медицина.
To što si me, majko, rodila ofle, ceo život ne si me videla. Бе, нормално, Чокан. Па кај ке те види кога цел живет локаш по кафани, Ти бе? си имаш гоче до родила, бре. Пиян да биде до века. Фаман. Пиян да биде до века. Абе, вие пияничи šta едни, бе. Нищо не разбирате. Жити и жетата. Живи жета, бе. Јас ова го правам зато што морам да исполнам еден аманет. Знам. 100% дедо ти пред да ја испушти душата те заколнал како знаеш и умееш да ја продолжиш неговата пијана традиција. И никогаш трезен да не се враќаш дома. Абе, вие двајца немате врска. Аманетот не беше од дедо ми, туку од татко ми. Мамбе! И татко беше пијаница? Абе, не треси глупости, бе. Татко ми беше музичар. Музичар? Да, и тоа маестро што се раѓа еднаш на 1000 години. Не збори. Живи татета, бе. Волфганг Амадеус Бетовен не му беше равен. Маме! И како аманет ти остави твојот маестро? Татковски аманет, буре. Татковски аманет? Да, секој ден ке ме седнеше до него и 100 пати ке ми го повтореше истото. Сине, те преколувам, се што ќе правиш во животот твој, да го правиш пијано. Не. Да, само пијано, сине. Пијано да учиш. Леле. Пијано да работиш. Леле. Пијано да возиш. Леле. Пијано да си ги воспитуваш децата. Леле. Пијано да се однесуваш со твоите пријатели. Абе, го слушаш? Го слушам и не ми се верува. Што е толку смешно, бе, пијаници? Абе, алкохоличен роједен. Знаеш ти што значи зборот пијано? И како не знам, бе, шише, кога секој ден сум мортус пијано. Абе, што е толку смешно? Леле. Абе, како е пијанисимо ниеден? Ти тотално погрешно си го разбрал твојот кутар, маестро. Како бе погрешно? Поете така. Пијано не значи да локаш додека не паднеш во несвеж, бе. Туку тивко. Што значи? Тивко. Татко ти бе со неговиот аманет сакал да ти каже: сине, се што правиш во животот, прави го тивко. Не, тате, што ми направи? Својот син единец
ти го претвори во тежок и неизлечив алкохоличар. Играм! Ако на партиските кавги веднаш не им ставите точка, немојте повеќе никогаш од народот да барате прочка. Народе, сликајте! Ова е за историјата. Значи, вака. Отворам со мојов пион Пејко на D4. А јас парирам со мојов пион Папо на C4. Морам да признам, добар потек. Не ме вика джабе големиот комбинатор. Што ќе речеш ако конјов Колька ти го скокнам на SF3? Ништо. Ќе ти се реванширам со мојов коњ Крле на SF6. Значи и вие коњи за трка имате. И тоа тројански, бе. Штом се тројански, тогаш морам да жртвувам некој пион. Еве ти го Пеце. Не, благодарам. Пеце од секојаш бил лабав пион. Не сум знаел? Од сега да знаеш. Зошто бе? Лоша му е позицијата? Пацерска. Тогаш нека си стои таму кај што си е. Место него ти го нудам ловецот Лазе. Може? Не е лошо. А јас мислам дека другиот мој коњ Коки најдобро ќе стои на SC3. Што мислиш ти, а? Јас мислам дека таму само ќе пасе трева. Сестро, ги гледаш? Ги гледам. А ги слушаш? Ги слушам. А велиш ќе пасе трева, а? Гарант? Добро. А што предлагаш ти сега, а? Мислам дека во овој момент е најдобро да се направи една голема рокада. Зошто? За да може топот Тасе да стои до топот Трајко. Зошто? Бе, како зошто? Кога ќе сгусти работата, да му бидат телохранители на кралот. Браво. Абе, од секоја си знаел кога е вистинскиот момент да си го заштитиш лидерот. А ти? Јас за жал не можам да направам голема рокада. Зошто? Ми пречи дамата. Ти пречи дамата? Да, бе. Остаре и веќе не ја бива за мрдање. Па тогаш
да ги смениме дамите и на нивно место да си промовираме две млади пиончиња приправнички. А, што велиш, а? Завршницата ти е супер. Особено потегот со дамите, Абе се гледа дека имаш долго турнирско искуство. Веќе 4 мандати. 4 мандати? Да, и затоа предлагам Салонско Реми. Салонско Реми? А ако те одбија? Ако одбиеш, имам комбинација со која ќе те матирам во 2 потега. Како ќе ме матираш во 2 потега, бе? Гледај каква артилерија имам поставено пред кралот, бе, гледај. Абе, ти си бил многу глуп. Зошто е? Па јас нема да ти го нападнам кралот. Туку ќе го убедам тој да те жртвува тебе, за да може тој и понатаму да остане во игра. Леле, мори сестро, а мори какви се овие шаховски комбинации? А мори какви шаховски комбинации? Ми што се? Партиски комбинации. Во сите шаховски комбинации прво ги жртвуваат пиончињата. Попусто е да влечеш гениални потези откако ќе ја изгубиш партијата. Во животот, како и во шахот, само коњите ги прескокнуваат сите пречки. Во шахот правиш се да се отвориш, а во политиката да се затвориш. Сите балкански партии имаат топовска завршница. Абе, да те прашам нешто, бе, Васе? Што? Дали досега си видел чесен политичар? Дали сум видел чесен политичар? Да. Па сега зависи. Зависи. А од што зависи? Па од тоа дали тебе те интересира странски или наш? Наш, бе, што ме боли мене за странските политичари? Па наш сум видел. Вистина? Жими мајка Македонија. Кај си видел, бе? Во владата или во собранието? Во бутел. Ајде бре, човеку, шо чекаш? Ти се олади ручеков, еј! Почекај уште малку да довршам ова. Извини, а што правиш? Список. Ау! Правиш список на гости? Што ќе ги поканиме на нашиот јубилеј, а? На нашиот јубилеј? Каков јубилеј?
Леле, како на каков бре душо, па на нашата сребрена свадба. Сребрена свадба? Па да. Следната недела правиме 25 години од брак. А, не. И како не? Сакаш да ти ја донесам венчаницата? Сакаш? Не бре, жено, не правам таков список, не правам. Не правиш, а? Бог да чува. Зошто да викам гости, бе? Па не ни се тие криви што јас и ти сме се зеле на душа. Шо речеш, што? Ништо, бе. Абе, реков дека не правам таков список. А каков список правиш? Па правам список на луѓе што ми сгрешиле. На луѓе што ти сгрешиле? Зошто? Сакаш да ги ликвидираш, а? Што? Што се клештиш, бре? Не сакам да ги ликвидирам, жено. Сакам да им простам. Епа убаво од тебе. А мораш за тоа да правиш список? Епа се разбира, кај нас оди се по список. А може да видам кого се си ставил на списокот, може? Чека, еве, ќе ти прочитам. Прва е Севда. Што? Си ја ставил мајка ми на список? Да. Зошто? Па и простувам што те родила тебе. И простува што ме родила мене, Да, бе, злато мое. Да. Втора на списокот си ти. И мене си ме ставил на список, бе? Нормално. Ма што е нормално, бре, не нормален еден вид. Прочекай, бе, па мислам ти простувам за сите пати што си ме изневерила до сега. Чувај не, Господе, Чекове. Не крсти се, бе, жено, нека е простено ти е. Простено ти е. Трет на списокот ми е Стојко. Стојко? А директорот твој, или? Да, бе, да, и не му простувам. Му простуваш што ти ја зеде фабриката? Му простувам. Веднаш под него се сите наши политичари што ја водеа Македонија од осамостојувањето наваму, разбираш? Што? Да, бе? И им простува што те оставија на улица? Да. Гол, бос, гладен, жеден, понижен и навреден. Им простувам. Па ти бре си бил бетер и од Господ? Зошто? Затоа што само тој им простува на сите. Не, жена, јас не им простувам на сите. Сполај му. А кому не му простуваш? Себе си. Себе си? Да. Никогаш нема да си простам што бев толку безгранично глуп да им верувам на сите. Доста беше. Емисијата за хумор. И сатира. Заврши. Бидете живи и здрави, среќни и весели, и сакајте се, како што ние ве сакаме вас. I love you.